се прошири проектот поврзан со инвитро, бесплатен инвитро. Така е. Се намалија цените на лековите. Како гледаш на овие работи? Какви се ефектите? Благодарам председателе, би рекол дека ефектите се одлични. Би сакал прво да се ослонам на проектот за бесплатно инвитро. Токму тоа е проект кој што ВМРО ДПМН го предложи во програмата и токму ВМРО ДПМН го реализира како ветување кон граѓаните. Ова мерка функционира од 2010 година и можам да кажам дека до 2015 година, до крајот на 2015 година, околу 6000 двојки искористиле право да добијат финансиска помош и да добијат ваучер од државата преку Фондот за здравствено осигурување и да искористат можност да добијат принова по вештачки пат, бидејќи имале проблем да го направат тоа природен пат. Преку 6 милиони евра државата издвоила за овие мерки и ги исплатила изминатите години. Би сакал да кажам дека со надоградувањето на проектот на крајот и на изминатата година, владата на Република Македонија ја усвои таа мерка и инвитрото комплетно стана бесплатно и за трето дете до 3 обиди и за четврто дете до 3 обиди, со што го затворивме кругот. Имаме инвитро, бесплатно инвитро за прво, второ и трето и четврто дете до 3 обиди со 0 денари партиципација. Значи секоја двојка која што има проблем да зачне по природен пат има 0 денари трошок, државата го покрива целосниот финансиски трошок за оваа намена. Во делот на намалување на цената на лековите, ова е една од крупните реформи на владата на Република Македонија во здравството, затоа што со системска мерка, со добро утврдена методологија, во рок од 4 години се намалени цените на преку 4700 лека во Република Македонија, кои што многу кратно поевтинеа од тоа што биле претходно и станува подостапни за граѓаните на Република Македонија. Здравствениот систем заштеди преку 33 милиони евра, кои што ги вложи во реновирање, реконструирање и усовршување и усовременување на методите кои што се практикуваат и дополнително со уште две мерки кои што помогна во тоа е паралелниот увоз и централизираната набавка на лекови. Заштедата во овие неколку години достигна 43 милиони евра, кои што ги користиме многу порационално во здравствениот сектор. Овие средства пред 10 години завршувале во други джепови. Отчетно. Ова е разликата.